Денес ке разговараме со доктор Нада на тема зимскиот период кој следува. Па докторке, кои се најчести болести кои можат да сават во ова доба на годината? Зимата е период кој се карактеризира со нагли промени на температурата во надворешната средина, кои негативно влијаат како и врз луѓето, така и врз домашните животни, кои мора да напоменам дека се сепак малку по-издржливи на ниски температури во однос на нас луѓето, но настинките се чести кај нив и во овој период на годината многу често доаѓаат со вирози кои се карактеризираат со богатен, да речем, излев од носот, од устата, потоа промена на столицата, појавување на помека столица, појава на кашлици и често пати дури губење на апетитот. Многу интересно е тоа што и гласот знае да им зарипне, па потоа и најчесто реагираат сопствениците кога ќе се намали апетитот или ќе се промени гласот, така да се изразам кај нивните миренични и бараат помош. Што да се прави во тој период од годината? Значи, заштитување од наглите временски промени кои ќе му помогнат на нашето животно да полесно ги преброди ниските температури. Како ќе ги заштитиме се разбира во тој период од годината максимално што е можно ги чуваме во потопли услови, дали тоа ќе значи преместување нивно во нашиот дом или сместување во простори кои што не се изложени директно на надворешните средини. Кои се најчестите симптоми за кои треба брзо да реагираме и да побараме помош од ветеринар? Секој животно кое што е здраво е расположено, има специфичен темперамент, добар апетит, правилен измет формиран. Штом стане некоја промена во однос да не е заинтересирана за околината, го промени својот темперамент, стани мирно, чутливо, повлечено, го изгуби желбата за храна и вода, појави симптоми како што се многу често повраќање, промена на изметот или неможност да има воопшто измет или мокрење, тогаш треба подхитно да се бара случна помош од лекар, односно ветеринар. Каков е вашиот став за користење на домашната аптека како превентива? Што од домашната аптека може да се користи при ненадени промени на здравјето кај животното? Па во секој случај не би препорачала ништо на своја рака да се користи без претходна барем телефонска да речем консултација со вашиот лекар или ветеринар. Во секој случај она што е од домашната аптека што може да се најде при рака во одредени случаеви, што и често пати го давам како совет, тоа е можеби аналгин за болка кај одредени видови на животни, потоа медицинскиот јаглен кои што да го користиме ние луѓето, може да се користи во случаеви на, да речем, пролеви или труење кај домашните животни. За антибиотици не би препорачувала користење на своја рака, бидејќи сепак дозата, која што е соодветно потребна за секој животно, ние индивидуално ја рачунаме и само со наша совет би препорачала користење на антибиотици од домашната аптека наменети за луѓе, односно за животни во случајот. Дали треба да се применува влажно и суво капење и колку често? Како што споменав и пред малку, бидејќи климата е променлива и температурите се прилично ниски, не се препорачува водено капење на животните. Единствено што би препорачале во овој зимски период е суво капење, кој се врши со користење на специјални лосиони во форма на спреј или во форма на талк, пудер, кој потоа се суши на крзното, се остава некои 10 до 15 минути, а потоа енергично се четка или бриши со сува крпа. Единствено ноџињата би можеле да се измијат со млака вода или млака крпа натопена во млака вода, доколку се премногу нечисти, да речем, од дождот или калта. Воопшто капење не би препорачале во овој период. Што мислите за зимската мода за малите миленици или оние кои имаат помалку крзно? Неопходна е. Ако може така да се изразам, може би станува збор за мода, но е нешто што навистина на животните кои што имаат многу мало крзно или танко крзно, како што се одредени видови, на пример, домер пинч, кои што се имаат навистина многу кратки влакна и како имаат потреба од зимски јакни, кои што се обложени со вештачко крзно на внешната страна и ја задржуваат топлината во пријатните зимски прошетки, од кои не смееме да се откажеме никако. Ви благодарам, докторке. А со сите вие кои имате било какво прашање, можете слободно да не сконтактирате на нашиот имейл или Facebook, па ние ќе се обидиме да ви одговориме во наредната емисија.
Доколку вдомите изгладнете куќе и го нахраните, тоа нема да ве касне. Тоа е многу битна разлика помеѓу човекот и куќето. Бидете во тренд. Вдомете бездомно милениче. Чао.